Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Љубица, готвач член на нашата веб страница. Љубица ќе подготви еден од нејзините рецепти – ледена торта. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 500 грама бисквити, 125 грама маргарин, 125 грама шеќер во прав плюс 8 лажици за шлагот белки, 2 јајца, 250 мл млеко, 50 грама ореви, 50 грама суво грозје, 60 грама желе бомбони и 50 грама црно чоколадо. Ќе ви требаат и желе бомбони за декорација. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано Фантазија, округла тава и садови за матење. Најпрво искршете ги бисквитите во подлабок сад и полијте ги со млекото. Измешајте убаво и оставете ги настрана да отстојат, за да не останат бисквитите суви. Исечкајте ги оревите, желе бомбоните, чоколадото и оставете ги настрана за подоцна. Во друг сад изматете го маргаринот со шеќерот во прав. Одделете ги белките и жолчките од јајцата, па во оваа смеса додадете ги само жолчките. Белките ќе ни требаат подоцна за шлаг. Откако добро ќе се спојат состојките и смесата ќе стане хомогена, додадете ги исечканите ореви, желе бомбони, црното чоколадо и сувото грозје, кое нема потреба да се сечка, туку ги додаваме зрната цели. Потоа убаво промешуваме и оваа смеса ја додаваме кај бисквитите кои малку мекнале од млекото. Сега е време да се вежбаат мускулите. Измешајте ги убаво сите состојки за да добиете креместа смеса. Истурете ја смесата во округлата силиконска тава и убаво натапкајте ја за тортата да има правилен облик. Оставете ја во фрижидер неколку часа да се стврдне и да се излади. Најдобро е да отстои преку ноќ, бидејќи поради присуството на маргарин, тортата брзо се стега, но не може да се олади толку брзо. Откако тортата добро ќе се излади, подгответе се за декорирање. Изматете шлагот двете белки и 8 лажици шеќер во прав. Исечкајте ги преостанатите желе бомбони во облици по желба и украсете ја тортата. Повторно вратете ја во фрижидер и откако ќе бидете сигурни дека навистина станала ледено ладна, можете да ја послужите. Сервирајте едно парче во чинија и не грижете се ако се вратите за второ. Секако планиравте да почнете со вежбање од понеделник. Подгответе ја оваа торта за пријателите и евоцирајте спомени од детството со по една шолја црно кафе. Ова е многу лесен рецепт, па можете да го подготвите заедно со вашите деца или внуци. Љубица го подготвува од кога имала само 8 години. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.